Моите прашања буквално се однесуваат околу предизвиците што не чекаат, краткорочните предизвици според ваше мислење, кои се тие краткорочни предизвици, а кои се долгорочни предизвици што не чекаа во овој процес? Ние сме како и останатите земји дел од Западен Балкан, високо интензивно јаглеродна држава, бидејќи најголемиот дел од производството на електрична енергија доаѓа од јаглен. Имајќи ги во предвид зелената агенда на Европската унија, националните планови за енергија и клима, еден од главните предизвици во наредните 10 години или као долгорочен предизвик е што ќе правиме со овие електрани, што ќе правиме со рек Битола, што ќе правиме со рек Осламеј. Успешна енергетска транзиција, истата нема да биде успешна ако не направиме праведна транзиција. И тоа е тоа што го кажа и представничката од Европската банка за обнова и развој, и тоа е тоа што сега почнуваме да го правиме, бидејќи во тие региони имаме многу илјади вработени кои се директно вработени и засегнати од работењето на самата електрана, ама имаме и голем дел кои се индиректно засегнати и треба да се направат соодветни анализи кои ќе ги детектираат сите сегменти на таа транзиција на тој регион, како специфични региони. И мислам дека тоа е главниот предизвик на Република Северна Македонија во наредните десетина години. Во делот на краткорочните предизвици се секако финализирање на инвестициите кои се веќе започнати во делот на изградба на фотонапонските електрани, изградба на предвидените ветерни електрани,